Тоа е апсолутната вистина. Од таму тргнуваме и секогаш се враќаме на таа апсолутна вистина. Бидејќи нема вистина над вистините, кој што е вистина над вистините, а тоа е дека се е илузија. Живееме во едно време каде што тие паралелизми на тие светови е се повеќе еклатантна, до некаде и се повеќе видлива. Она што, например, за мене или за мојата генерација само пред неколку години беше комплетно релевантно како информација или како збир на знаења, денеска воопште нема никаква вредност за тие што се на возраст од 20 години, например. Или во спротивна насока. Секоја генерација има еден свој тек на размислување. И тоа се само мали нијанси. Но постојат некои закони кои што се сепак постојани. Еден од која ќе биде материализиран во оваа димензија, нема многу избор всушност. Тоа е материализиран во 3 димензии, поставен е на нозе, изгледан, добива некакви информации од тие што се околу него, што повторно тој некој не ги избрал, неговите родители, така созрева во некоја средина која што може да биде прилично хаотична, а може да биде и прилично добро поставена во некаков ред, така. Меѓутоа тоа нема толку многу влијание во тоа што секој има право на избор и секој може да се надградува и да се поправа себе си, без разлика на местото од кое што потекнува или каде всушност е израснат. Тоа е размислување на повторно донесено некаде на почеток на 20 век од маса на психолози кои што по неки патерн на размислување размислува дека има движење само во една насока. Денеска гледаме дека имаме цели структури на нации, поддивени хорди. Технолошкиот напредок е толку отиден напред, во исто време имате сосема паралелно на нив диви племиња во Амазон, кои се прекрасни, мислам, дивјаците секогаш прекрасни. Меѓутоа имаме истовремено такви дивјачки, да ги наречем налети на цели племиња, на цели нации, кои што се возгордеани со својата националност, нација, а всушност во тоа мноштво, во тој мултитуд на биоентитети, не може да приметите ниту една тронка, ниту една мала искра на надеж и на гениалност. Тоа е просто зачудувачки. Тоа е зачудење, како тоа може некој да се возгордева и да глорифицира некој нацизам, она што е оставштина она му припаѓа литературно на минатото, во еден миг цели едни племиња, нации, така да се поистоветуваат со нација. Тоа е дефинитивно, мислам, испадна дека воопште не е дел на минатото. Страшно. Сето ова е, впрочем, застрашувачки, зачудувачки, страшно. Пардон. И зошто повторно за сето време се навраќам на таа тема сексуалноста, се навраќам на сексуалноста за сето време. Бидејќи сето зло што е испровоцирано на планетава, не говорам во некои вселенски димензии, меѓутоа само на планетава,
каде што човекот кој што во суштина симулира божеството, или впрочем човекот е единствен ентитет што се осмелува да го имитира Севишниот, и тоа го прави доследно низ сите тие инстанции и институции, почнувајќи од поставеноста на системот, па до самиот пирамидален врв, каде што го имаме фараонот или поточно председателот или кој да е диктаторот, кралот, се тоа форми на престолот, каде што е всушност и круната така, која што управува со сите тие заедници на планетава. Значи, се тоа раздор што постои на планетава е всушност поради тој биполаритет, така машко, женски. Значи, цела таа поставеност или цело тоа, како да го наречам, спојување на тие два ентитета или две енергии, кои што се поставени така за тоа што се поставени, тоа е таа совршеност, не може да ја промениме ниту јас, ниту вие, ниту никој. Тоа е, значи, тоа се тие два модула во кои што плюсот треба едноставно да биде привлечен од минусот и да дојде до некаква симбиоза и повторно исхрање, така. Тоа е тој процес. Кој што е возвишен и создаден е за да мора да биде одржлив. Од таму се тие импулси магнетски, да ги наречам, толку јаки, толку силни и сконцентрирани, што еден сигурно кога би размислувал само да се мултиплицира или да се размножува, да се прокреира поточно, а да нема при тоа ништо. Замислите го тој миг во кој што некој треба да се прокреира, го нема тоа чувство, таа силна желба за импакт, за соединување. Јас не верувам дека еден на планета би го сторил тоа. Чисто замислите го тоа дека на некој треба да му падне на ум, дека треба да води љубов со некога, да нема таа страст во себе, да го нема тој англичаните имаат еден збор, би го нарекол arousal. Значи, тоа е една таква надразба, таква надразба, кај што веројатно ако постои, а сигурен сум дека постои, чувство толку убаво за душата, е сместен во тој мал дел од неколку секунди. Тоа чувство кое што треба да дојде до самиот тој оргазмичен климакс е всушност како некоја искра што не доближува до размислувањето за вечноста и до сето тоа што значи права вистина. А правата вистина е само вистина. Благодарам.